учинок, но и она што престои како пилот проект за воведување на делумно плаќање по учинок на лекарите и на нивниот тим, според заслуженото, според сработеното, според трудот и залагањето, но и според задоволството на пациентот. Компјутеризацијата во здравството, но и многу други проекти, ќе бидат дел од она што е наш предизвик за следната година. Сепак, најважно од се е промената на менталитетот кај оние индивидуи и поединци кои го валкаат образот на медицинската професија. Тоа е најтешкиот дел, но ќе работиме на тоа, и тоа многу активно. Оваа измината година започнавме и многу проекти во инфраструктурата. Покрај 5 регионални патишта кои почнавме да ги градиме и 11 патишта кои почнавме да ги реновираме. Извршивме целосни подготовки за започнување на два други крупни проекти, а тоа е 120 милиони евра инвестиција во изградба на 200 километри регионални патишта и 200 поединечни локални патишта, кои започнуваат следната пролет како резултат на веќе склучениот договор помеѓу Македонија и Светската банка за обезбедување на заем за оваа работа. Покрај ова, отворен е јавниот повик за изградба на околу 300 километри автопат во Македонија преку концесионерство, при што влегуваат коридорот 8, како и деониците Скопје-Блаце и Скопје-Свети Николе Штип-Кочани. До изградбата на патот Струмица-Радовиш останува во врвот на нашите приоритети, но и поголем број други проекти од патната инфраструктура. Правиме обиди во втората половина на 2010 година да започне изградбата на гасоводната инфраструктура во Македонија, како и до изградбата на пругата кон Бугарија, и да започнат неколку енергетски проекти, како например Чебрен-Галиште, Бошков мост, Луково поле, модернизацијата на хидроелектраните во Македонија, модернизацијата на рек Битова, отворање на нови рудници на Јаглен и други проекти. Една од областите во кои покажавме големи разлики со нашите политички конкуренти е образованието, каде имаме успеси за кои веќе се говори дури и пошироко од регионот, исто како и за развојот на Македонија како информатичко општество. Впрочем, процентот на запишани средношколци и матуранти на факултет оваа година, кој што изнесува историски рекордни 96,5% од завршените матуранти во оваа година, спореден со само 42% во 2006-та, е еден од показателите дека во Македонија има големи промени во овој сектор и дека работите се движат во вистински правец. Бројните нови факултети, универзитети, дисперзирани студии, задолжително и бесплатно средно образование, бесплатните учебници за учениците во основното и средното образование, компјутер за секој ученик, се само мал дел од приказната за високо конкурентна Македонија со сменета образовна структура после 10 или 20 години, што е наша приоритетна цел. Драги пријатели, мораме да продолжиме со напорите. Поддршката ја имаме затоа што граѓаните гледаат дека даваме се што е во наша моќ, за да решиме што повеќе од нивните проблеми. Дел ги решаваме, дел остануваат предизвик за иднината да се решат. Мораме да го одржиме ова темпо. И не само тоа. Сега, со ова искуство кое го стекнавме, јас сум уверен дека ние можеме и повеќе од она што го пруживме до сега. Само со работа, со искрен пристап кон работата, со посветеност и со одговорност, со чувство на одговорност кај секоја индивидуа, можеме да ја задржиме поддршката на граѓаните. И да не спаднеме на она дередже на кое спадна СДСМ и Бранко Црвенковски, кои се доведоа во состојба со креирање или ферување на лажни анкети да мора да си го мобилизираат членството. Нив ова ги снајде по серија измами на граѓаните во времето кога ја имаа довербата. И затоа дури и сега, и по 4 години опозиција, не може да го убедат народот дека на таа политичка гарнитура, со овој лидер,
и неговиот начин на работа може да им се верува. Затоа не смееме да се опуштиме и не смееме да дозволиме да не снајде тоа што го снајде СДСМ. Не смееме да се опуштиме ниту во борбата против криминалот и корупцијата, во кој што, иако покажавме големи разлики од нашите политички конкуренти, ние се уште имаме многу работа. Но мора да се продолжи на ист начин, како и досега, неселективно, без ваши и наши, со принцип и со чесен приод кон работата. Само со ваков начин на работа, само со ваков пристап, само со силна одговорност и секој кој има макар и најнова функција, со многу труд и со енергија, со постојани промени кон подобро, со давање шанса на најдобрите на одредени позиции, можеме да ја завршиме доверба и да ја завршиме преводбата на Македонија. Да живее